Благодарам што сте тука не заради нешто друго, туку заради нашето беседење еден со друг, заради одгатнување на вистината. Оти во принцип, историјата секогаш укажува дека е накалемена на вистини и невистини. Но на крај, историјата секогаш ја вбризгува во себе, ја акумулира вистината на историјата на еден народ. И затоа мислам дека ова 2017 лето Господово ќе има толку многу вистини и толку многу историја, во која еден ден тие што ќе беседат за македонската историја, ќе беседат за најголемата политичка партија ВМРО-ДПМН, ќе беседат за овој јули и за 30 јуни кога завршува мандатот на специјалното јавно обвинителство и ќе кажат дека таа конструирана, аморфен субститут или би рекла една формација измислена специјално за уништување на најголемата македонска политичка партија ВМРО-ДПМН ќе и биде крај, затоа што историјата ќе сака да ги одгатне одвнатре сите начини, поводи, причини како се случуваше големото сценарио за уништување, за идентитетското уништување на Република Македонија. Кога говорам за Македонија, а особено овдека под ликот на Павел Шатев, а моите претходни собеседници кажаа, не е во ред, а да не спомнеме една голема реченица на Павел Шатев кој рече: од Фезан, затворен во пеколна горештина, во Сахара, тргнува на суд во Солун, за да ја одгатне вистината на Македонија, како вчера да било. Или пак Павел Шатев, кој кога ќе го амнестираат овдека, но сосема скршен и болен заради вистината на Македонија, и некој овдека, после од кога станува министер за правда, после амнестијата, ќе го праша еден човек од пазарот: кој бевте вие? Павел Шатев одговара: јас сум веројатно последниот македонски гемиџија. Но една од неговите круцијални реченици, кога ја зеде главата на Богданов и ја стави во торба на оној што со него седеше затворен во келијата за да ја закопа во Македонија, е еднакво на неговата реченица и на вистината за историјата, дека во Македонија, за жал, секогаш ќе постои аморфна банда која нема да исака слобода на Македонија. Ние, драги пријатели, ВМРО-ДПМН како најголема политичка партија секогаш се водела од неизмерната, од богатата љубов кон сопствената територија. И во 1991 година, кога не нарекува бандити, терористи, никаквеци, луѓе кои треба да се линчуваат, луѓе кои треба да не постојат, имаше сериозни интелектуалци, сериозни луѓе кои анализираа и тогашната состојба. Да ве потсетам, во 1991 година, некаде кога на бината се славеше, мноштво тие интелектуалци седеа настрана и се радуваа дека направиле пресвртница, дека Македонија била независна и станала со нивна помош и со помошта на ВМРО-ДПМН заради таа светла идеја која мислевме дека до 2017 година ќе ја видиме секако во ЕУ, во НАТО. Никој од нас не помислуваше и тогаш и сега дека тој прогон, тој линч ќе биде всушност еден реален континуитет кој досега и не престанал. Само да ве потсетам, тогашните прогони на интелектуалците кои беа уредници на тогашниот глас на ВМРО-ДПМН. Тоа беа поети, тоа беа луѓе со мноштво книги зад себе, тоа беа сериозни интелектуалци. Да ве потсетам на претходницата на предпостоењето на ВМРО-ДПМН, на МАК, кога Гане Тодоровски, големиот наш поет, и Анте Поповски сонуваа дека и македонските звезди ќе шепотат на македонски јазик, дека веднаш по создавањето на МАК, Петата управа и УБК силно влијае врз двајцата дејци, големите современици на македонската литература, особено како професор по македонски јазик, сакам да наговестам дека тогаш, тој момент, појавата на тогашна МАК ја чувствувавме како една сериозна револуција во тие мигови, како една силна звезда која требаше да ја донесе Македонија ваква независна и слободна за која сонувавме во 2017 прозападна со влез на членството во НАТО и во ЕУ.
И тогаш се случи линч на двајцата луѓе, не им објавуваа книги, не смееја повеќе да пишуваат, насилство врз нивните семејства и така натаму, тие не се меѓу живите. Не престани во 91-та година, врз тогашниот актуелен премиер, господинот Никола Клюсев, кој имаше денови кој како премиер во експертската влада се криеше во различни станови, се со една цел, структурите на УБК да не дознаат која е иднината на Македонија, односно што е тоа што тогашната влада подготвува. Да евентуално не би се случило некаква македонштина во однос на законите, а да не говорам за тогашниот министер за внатрешни работи, господинот Јордан Мијалков. И се е така, додека е владењето на ВМРО ДПМН родолюбива партија, сега со 455.000 гласови, или 170.000 реални гласачи регистрирани и уште толку тивко мнозинство кое секогаш гласа за родолюбивите принципи на ВМРО ДПМН, за принципите на слободна и независна држава, за принципите на ВМРО која секогаш говорела да ја видиме Македонија во европското семејство и во НАТО алијансата, за ВМРО која се грижеше за идентитетот, за јазикот, химната, името. И се додека била Социјалдемократскиот сојуз на власт, таа била одговорна за откинување по едно парче од идентитетот. Дали тоа беше името, дали тоа беше грбот, дали тоа беше знамето, сеедно. Со оваа политичка формација наречена СЈО, специјално јавно обвинителство, во уставна категорија, во која со почетокот на подпишувањето да постои СЈО, и извештајот на Прибе, во кој доброволно ВМРО ДПМН потпиша да постојат, се со една цел, за да излезе правдата дека ВМРО ДПМН, она што го прави сериозно за напредок на сопствената држава, а не за уназадување на процесите кои веќе ги имаше започнато. За еден сериозен линч на стотина луѓе, прогресивни луѓе интелектуалци, за да стравува членството, за да членството се подзацкрие, за да не ја има силата која има и така натаму. Но јас од оваа трибина на Павел Шатев сакам да им порачам и на СЈО, и на Социјалдемократскиот сојуз, и на овие луѓе кои сега миговно владеа 30 на дени и се качени на коњот на еуфоричноста и мислат дека на тој начин се владее, со лаги и со манипулации, со ставање на луѓе без амбициозност, без портфолио, без биографија сериозна, дека се владее со луѓе во кои и тоа како не им е важна македонскиот идентитет, дека тоа така нема да помине. Дека ВМРО ДПМН е куќа, е дом, е чист извор, е блескава иднина. Дека се додека ние постоиме, вие, луѓето кои сакаат својата татковина, бидејќи има две принципи, две изворни чувства, да си го сакате детето и да си ја сакате татковината. Се додека постои ВМРО ДПМН, моето дете, детето на моето дете, вашите деца, ќе постои силата и моќта за идејата на македонска, независна, слободна држава, за македонски идентитет. Оти ги убедувам и СДСМ, и пратениците на СДСМ, и новите министри на СДСМ, ги убедувам и странскиот фактор и сите оние кои ова добро осмислено сценарио од 3 години, започнувајќи од шарената револуција, од создавањето на СЈО, од извештајот на Прибе за кој ние и гласавме и не велиме дека отстапуваме од тоа, од промената и атакот врз судскиот систем кој сега го имаат, за кој никаде во историјата во било која европска држава може да забележите дека може да се сменат судии преку ноќ. Тоа ви е исто онаму каде што постои автономност и независност, например на факултетите, наеднаш да речете дека пупу ова сега не важи и ќе почнеме одново. Сакам да кажам дека стоиме силно над браникот на историјата, дека овие министри на СДСМ, дека овие нови луѓе кои се појавија наеднаш преку шарената револуција, преку СЈО, дека овој линч на карневализација на хаотични умови внатре во СЈО, кои мислат дека ќе ни го скршат рбетот, дека нема да им успее. Зошто? Затоа што менување на идентитет е менување на нација, менување на сите наши гробови. И тие гробови
и на Павел Шатев, и на Ченто, и на гемиджиите, и на сите оние кои го создаваа ВМРО, и на сите оние кои се бореа за независна држава. Дозволете и за понова и од поновата историја, за тите оние што изгинаа во 2001 година независно од која страна беа, ќе се отворат тие гробови. Ќе проговорат за историјата на Македонија. Не е едноставно да сменувате идентитет. Целото сценарио е всушност и со доаѓањето на Метју Нимиц е како? На брз начин, на молскавичен начин да се скрши ВМРО ДПМН, да се скршат челниците на ВМРО ДПМН, да се скршат теренашите на ВМРО ДПМН. Немојте да мислите дека тука ќе престане СЈО, иако на 30 ја престанат мандатот, ќе направат се да продолжат да процесуираат случаеви и на градоначалници, бидејќи се ближат локалните избори, се со една цел. А ако ја нема ВМРО, ќе ја нема Македонија. Ако ја нема Македонија, и го нема ВМРО, многу е лесно да го смените идентитетот и името. Многу е едноставно. Тоа ќе го направите брзо, молскавично. Но ве убедувам во едно, без разлика кое име го носат на тацната или која е главата македонска на тацната и на чинијата, нема да успеат. Нема да успеат затоа што без разлика дали ќе биде северна, вардарска или било каква, нема да влеземе ни во ЕУ, ни во НАТО со промена на идентитетот. Да не мислат дека со воведувањето на вториот службен јазик, дека ќе направат многу и дека тие 70.000 гласачи кои гласаа во меѓувреме за да го донесат на тронот Зоран Заев и за да биде лажен победник, односно тој не е победник, дека тие 70.000 чекаат, неуморно чекаат тие луѓе да се донесе веднаш како втор службен јазик, дека тука ќе престане гладта. Оти гладта е сериозна жет, почитувани. Гладта никогаш не престанува тука. Таа бара се повеќе и повеќе. Па ќе дојде законот за химни, па ќе дојде законот за грбот, за знамето и така натаму. Ние го живееме времето на коалицијата на СДСМ и на луѓето, како што се внатре, како што спомнавте, села кои не ја признаваат македонската нација. И од другата страна, ВМРО ДПМН, која конструктивно досега седеше, одобруваше се со една цел – да не се скрши рбетот на Република Македонија, да не се случи промена на идентитетот. Уште еднаш ка повторувам, да не мислат СДСМ, Зоран Заев и министрите во владата и нивното мнозинство парламентарно во МИГОВ, дека села ќе чека пред септември да се воведе втор службен јазик. А јас ви убедувам во следното, дека ВМРО ДПМН ги правеше сите промоции на заедничките вредности на народите кои живеат во Република Македонија и на малцинствата. Дека на таков начин не е фер да се изгуби идентитетот. Дека на таков начин не е во ред со кршење на рбетот на стотина функционери и на уште толку луѓе кои што допрва ќе гледаме по медиумите и по луѓе новинари, суди и така натаму, дека може да стигнат до загарантираната цел. Она што е плаќање на данокот, она што е жртвата која има ВМРО ДПМН во однос на барањата, на подведнатата глава и свитканата кичма на Зоран Заев, нема да трае долго. Оти оганот и чадот од куќата која се нарекува ВМРО ДПМН е постојана. Тој оган секогаш ќе има кој да го потпалува. Погледнете го си од 19 век. Тој оган секогаш ќе џади од оџаците. Тој оган секогаш ќе гори многу силно и поетски се изразувам денеска намерно, исто онака како што и големиот Прличев ќе каже се враќам во Македонија да ги преведам црковните псалми за да се узнае славјанскиот јазик. Ќе гори се до тогаш додека има луѓе кои ја љубат својата татковина, кои се членови на ВМРО ДПМН. Тоа се луѓе кои поминале многу посериозни голготи и во 2001 година и со првото прислушкување, па потоа дојде војната, и со многи други линчови, персонални линчови. Тоа биле семејни линчови на фамилии, на деца, на бркање од работа. Се присетувам на еден од главните уредници на гласот на ВМРО ДПМН, Љупчо Анастасов, внук на Родолјуп Анастасов, кој исто така има седено во затвор за ВМРО ДПМН. Истиот тој човек, дента, кога требаше да ја отвори својата програмска емисија на Радио Скопје,
Исто вакво вжештено лето во јули, ден пред тоа имаше објавено во глас на ВМРО ДПМН дека ќе разоткрие работата на УБК. 2 дена после тоа човекот го најдоа во еден сосема случај во кој не би можела да го изговорам тука, за да следниот ден на врвот на партијата и донесат фотографии на начинот на кој е човекот самоубиен. Тоа беше првиот знак во таа година дека секој што не мисли вака или секој што мисли поинаку ќе биде најден на овој начин. И сме го издржали и тоа, сме издржали и 2001, сме издржали и повеќе линчеви. Да не заборавите дека кога се носеше законот за територијална организација, и тогаш беше многу интересно. Дел од луѓето не излегоа. Значи, и 94-та година ќе каже историјата зошто ВМРО не излезе на избори. Мислам длабоко дека и тогаш на врвот на ВМРО ДПМН им има снимки. И мислам дека некој ќе се одзва да каже зошто во тој период ние напуштивме да не бидеме во парламентот и да не одиме на избори. Многу интересни работи се случува. Многу работи не се одгатнати во историјата. Затоа, почитувани, исто како кога големиот Ченто го затвараат затоа што се бори за независна Македонија и во членот 1 и во членот 2 става како прв председател на президиумот македонски јазик и македонска самостојна држава и говори за против федерализација на државата, ќе замине во робија на 8 до 9 години, бидејќи секој ден му спомнуваат различни казни затвор. Еден ден влегува Лазар Колишевски и му вели кажи поинаку на Методи Андонов Ченто. Кажи поинаку, веднаш ќе ти ја снема казната затвор. Одговорот на Ченто е зарем јас сум важен после лежење на затворот 6 години. Ако не сум јас, ќе се роди некој друг Ченто, па ќе има втор Ченто, па трет Ченто, но важно е Македонија да биде самостојна, независна и да не влезе во никаква федерација. Ете така сонуваше Ченто, така сонуваше и Павел Шатев. И историјата е иста и еднаква на тој начин. На истиот тој начин, само сега што е СЈ и линчот место онаму каде што ќе греши Зоран Заев и нивните министри, дали тоа се луѓе кои буквално ми се чини дека многумина од нив и не си ја познаваат историјата, луѓе кои ќе донесат било какви структури на врвните позиции, немање на интелектуалци, немање на критична маса, немање на луѓе со личен бекграунд, со луѓе кои некогаш сме прочитале нешто и изговориле нешто за Македонија, дека тоа така лесно ќе помине. Мислејќи дека неговата улогата на Зоран Заев, 2 пати аболициран, дека може да ја превземе специјалната јавна обвинителства е голема историска грешка. И тоа историјата ќе го запише. Дека вие може да имате превземање на улогите, ама кога акторот е болен, еден ден ќе треба сам да ја превземе улогата и кормилото. Еден ден сам ќе треба да одговара пред македонската нација како се смени идентитетот, како еден дел од територијата, бидејќи мислам дека главната цел е комплетно менување и редефинирање на територијата на Република Македонија, но и уште поголема цел, менување на демографската содржина на Македонија. Дали Македонија еден ден ќе се разбудиме и ќе биде еден голем бегалски камп во кој ќе има различна маса од луѓе, во кој ќе има многу радикали и терористи, бидејќи ние бевме сведоци што се случуваше со 5 џамии во кои имаше сериозни радикали. Дали е крајната цел менување на демографската состојба или само менување на идентитетот, ќе видиме. Затоа сме тука, во оваа сала, под будното око на Павел Шатев, да ги одгатнеме и да ги изговориме сите вистини за кои еден ден историјата громогласно ќе пишува и ќе говори. Благодарам.